Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувана македонска јавност, јас ќе се обидам накратко или накусо да направам едно дополнување на говорот на колешката Ласовска, бидејќи овие измени и дополнувања на Законот за средно образование се речиси идентични како измените и дополнувањата на Законот за основно образование, во најголем дел се однесуваат на измените и дополнувањата во делот на екстерното оценување. И како пратеник кој доаѓа од средното образование, тоест од самата фела, чувствувам одговорност и потреба да искоментирам неколку делови од овие измени. Најпрво би почнал со политичкиот момент, кога се носат овие измени и дополнувања визави неприсуството на опозицијата на овие пленарни седници и нивните обвинувања во континуитет цела една година, кои ги даваа кон нас како позиција, а тие се однесуваат на следното. Во голем дел бевме обвинувани дека, особено во последниот период, да на почетокот од оваа учебна 2015 и 2016 година да ветивме реформи и измени во делот на екстерното оценување, но истите, помина година дена, не ги остварувавме како владеачка партија и сите тие ветувања биле во насока да во тој момент се смири таа политичка тензија која што се рефлектираше во образованието. Па прилика и одговор на нивните обвинувања да овие измени и дополнувања се конкретно за или во најголем дел за екстерното оценување и во насока на унапредување на самиот процес на екстерно оценување. Така да ние како ВМРО ДПМН и самата коалиција се тоа што го ветуваме, правиме све аналитички и студиозно да осмислиме начин и процедури како истите тие работи што сме ги ветели на граѓаните и ги оствариме. Понатаму опозицијата исто така не обвинуваше дека овие измени или измените дополнувањата, особено во образовниот дел, ги носиме на брзина и адхок. Певе уште еден доказ дека нити се на брзина, нити се адхок донесени, туку во една сериозно долга дебата која што трае некаде од септември месец, октомври до сега. Слушнати се мислењата на многу релевантни институции, на многу релевантни кадри на целата фела и во разговор и договор со нив, Министерството за образование и наука доаѓа на пленарна седница, односно во собрание, со едни измени и дополнувања на овој закон за средно образование, истото се однесува и во законот за основно образование, со кој, како што кажа и како што експлицитно го образложи тоа колешката Ласовска, а истото тоа го направи заменик министерот за образование и наука господин Спиро Ристовски на матичната комисија, во голема мера ќе се подобри процесот и начинот на екстерно оценување. Јас само би се задржал на неколку делови од самите измени и тоа во делот на пресметувањето на просечниот успех на ученикот на крајот од годината, значи двете оценки од екстерното тестирање нема да влезат во тој просечен успех, но тука се јавуваше еден друг проблем, а тоа беше да каква ќе биде стимулацијата на учениците да ги дадат соодветните знаења што ги имаат на тоа екстерно оценување визави нивниот однос со предметниот професор. За да се избегнат секакви манипулации во тој дел, ставено е во измените на законот да при уписот во средно образование и при уписот на факултет истите овие оценки од екстерното оценување имаат соодветно влијание. Така да за македонската јавност да им биде појасно, ако двајца кандидати за упис на факултет по другите норми и денес пропишени имаат исти бодови, ќе се бодираат, односно ќе влезе оној што има подобар резултат од екстерното оценување. Така да тука на секој начин се анулира она потенцијална опасност да учениците и во средно и во основно образование при самиот чин на екстерно тестирање имаат некои други крајни намери, пак ќе повторам визави нивниот соодветен однос со предметниот професор. Исто така во голема мера со овие измени и дополнување на законот се зголемува, односно се подобрува самиот квалитет на прашањата од тоа екстерно оценување со можноста да се направи стручна ревизија законски, со законска обврска на истите тие прашања и задачи што се понудени за екстерното тестирање, а ова го кажувам најмногу поради тоа што во изминатиот период имаше конкретни или некои и основани, но во голема мера и неосновани забелешки и на стручната јавност, и на родителите, и на наставниците, па и на учениците во однос на поставените прашања. Сега оваа комисија треба стручно уште еднаш да направи ревизија на соодветните прашања и соодветните прашања задачи и посебно ја поздравувам она симулација на тестови со ова законско решение мора да го изготви, мора да го има апликацијата за на која што веќе се поставени
прашањата и задачите од екстерното тестирање. Што значи тоа? Да секој ученик заинтересиран за екстерниот тест може да направи соодветни симулации уште пред екстерното тестирање за да се подготви за тоа екстерно тестирање. Тука најмногу се дава одговор на оние обвинувања од страна особено политички на опозицијата кои што го кажуваа како стресот и стравот како еден од основните, основните проблеми при тоа екстерно оценување. Сигурно дека сега ученикот при неколку симулации на одредени тестови по одредени предмети, веќе кога ќе дојде моментот да навистина екстерно се тестира во училиштето, ќе знае, односно сите тие предизвици што ги има како и што е екстерното тестирање, веќе ќе ги нема, односно тој спремен ќе влезе и ќе знае што го очекува при едно вакво екстерно тестирање. И особено ја поздравувам делот на измените во однос на изборот на наблюдувачи во училиштата. Сега имаме една пропишана законска регулатива, строго пропишана, како и на кој начин ќе се избираат соодветните наблюдувачи од страна на Министерството и Државниот испитен центар. И навистина овие наблюдувачи се значајна алка во процесот на екстерното оценување во однос на тоа што и тука бевме обвинувани во голем дел од страна на опозицијата дека во одредени училишта, вака народски кажано, има препишувања, има недоследности, има недоречености во овој процес на самиот ден на екстерно тестирање. На овој начин и со парична награда на сите тие наблюдувачи ќе бидат стимулирани да тие навистина се грижат за објективноста на самиот ден од екстерното тестирање. Јас сум убеден дека овие измени и дополнувања навистина не се идеални и не треба да бидат, но во голема мера, апсолутно во голема мера ќе допринесат во подигнување на нивото на екстерното оценување на знаењата на учениците и објективноста при оценувањето на самите наставници. Ова е една милива категорија и предизвиците на новото време ќе носат и нови промени и јас сум убеден дека за разлика од нашата опозиција која што никогаш, ама апсолутно никогаш, особено кога се работи за образование, нема нови идеи, туку едноставно онај што е најлесно да се укине, да се растори, ако не може тоа да се избојадисува на свој начин, ние се тоа што сме го ветеле на граѓаните прво ќе го исполниме, таму каде што треба одредени корекции и реформи, истите и ќе ги направиме. Ви благодарам.